би сакал да го искористам ова кратко време поново да кажам и за енергетската ефикасност во училиштата, промена на фасади на училиштата и прозорците во најголемите школи кои имаме и воведено нов систем на грејење. И втора работа која е многу битна за Куманово, штедливите селици. 14.000 селични места во Куманово ќе бидат во нареден период заменето со штедливи селици, лед диоди кои имаат уштеда од 40 до 60 зависно од кој тип на такви светлини ќе употребуваме. Значи со тоа ќе се намали расходот на расходната страна за плаќање електрична енергија и ќе се одржи енергетската ефикасност и она што се вика електрична енергија која е дефицитарна и увазна работа во Република Македонија. Од таа позиција сакам да истакнам. Јас давам проекти кои се економски разбирливи, екологички одржливи и дават напредок и развој во економската сфера, а пред се за вработување на намалување на сиромаштијата, што е нашата основна цел. Бидејќи како појде државата со задолжување, дефинитивно очекуваме банкрот во летните, ако не есенските месеци, и да го видиме кипарското и грчкото сценарио. Дефинитивно се обраќам на граѓаните да ги ценат овие проекти и да знаат во која насока ги водиме. И користам прилика, петок 20 часот дуелот е објавен. Јас ке сум таму, мојот противник, ако сака, нека се појави, дај да видиме со што располагаме и кои се наши ингеренции, а не да се криеме позади владата, премиерот и сите можни оружја кои ги користат во оваа кампања која се може да биде само недемократска кампања за локални избори. Благодарам.